Само храбро. Прво треба да помине. Преку мене. Ворете, малечко. Елијав! Требаше да го видиш ова. Еден лав излезе од никаде. Немам јас време за твоите приказни. Тато сака да те види. Спорта си од свет, за сите времиња. Божиот почиве, супер книга. Осана пе, осана, супер книга скоро. Осана пе, осана, супер книга скоро. Самуил, големиот пророк. Ти реков, тој не може да биде тој што го бараш. Тој е дете. Погледни го пак мојот најстар син Елијав. Господ го избра токму него. Давиде, ти си избран еден ден да станеш крал на Израел. Што е тоа што тебе ви толку спасаме? Звучи одлично, Лука. Сигурно ќе победиш, да. Хеј! Јас ќе бидам гитаристот на нашиот училиштен бенд Квантум. Зошто воопшто се бавиш со оваа аудиција? Тука звучиш добро, Квантум, ама друго е кога свириш пред многу луѓе. Господине Јованов? Првиот кандидат за гитарист во училишниот бенд е Лука Квантум. Ајде, Лука, покажи им што можеш. Ајде, Лука, што правиш ти? Па цело време свириш. Да, ама не пред, знаеш, луѓе. Не сакам веќе никогаш да ја видам оваа гитара. Лука! Мило ми е што си дома! Лука испадна од аудицијата. Рече нема никому да кажеш. Што? Му кажав само на Гизмо. Тој е робот, тој не се важи. Овде имам се што ти треба. Ајде, Лука,
Штом Гизма ке ти ја поправи гитарата, се уште има време да се вратиш на аудицијата. Заборави. Твоја идеја беше да се пријавам на аудицијата. И тоа беше лоша идеја. Завршив со свирење. Знаеш дека не мислиш така. Само имаше малку трема. Тоа е се, ништо повеќе. Не, Тино беше во право. Јас можам да свирам за себе, ама го немам тоа што е потребно за свирење во бенд и пред луѓе. Супер книга! О, не го вади тоа. Веќе ми се лоши од движењето. Лука, може само овој пат да останам дома? Ве водам да запознаете еден многу голем херој. Нему Бог му даде големи дарови. Имајте очи да видите и уши да чуете. Супер книго, ние немаме време за ова. Гиз, дали нешто ти личи познато? Знам дека тебе те имам видено. Регистрирам чудно суштество, предупредување. Престани, Гизмо. Само направи едно скенирање и кажи ми каде и кога сме. Моите геосензори покажуваат дека сме надвор од Витлеем. Открив 2 војски на околу 13 километри на југозапад и се наоѓаме од прилика 3000 години во минатото. Војски, а? Тоа би можело да биде кул. Војските не се кул. А дали е кул ако мечката е напаѓа? Зошто би не нападнала мечка? Не ме прашувај мене, праша мечката. Мечка! Гизмо завземи одбравен став. Сакам кај мама. Сакаше да каже ти да не браниш нас. Вау, ја уби мечката со тоа? Можем да набавам едно такво? Добро е да се знае дека мојот одбранбен став функционира. Да, Гизмо, ти ептен ни помогна. Кој си ти? Јас сум Давид. Јас сум Ела. Јас сум Лука. Јас сум гладен. Што? Ништо немам јадено денес. Фала што не спаси. Друг пат држете се подалеку од мечките. Каде си тргнал? Одам да им однесам храна на моите браќа кои се борат против филистејците. Одлично. Друштво, ајде одиме. Не сака да свири гитара пред неколку деца, ама ќе влета права во воена зона. Секако, зошто да не? Си бил во битка како твоите браќа? Моето семејство мисли дека сум премногу мал да се борам. Мисла дека сум добар само за чување овци. Гизмо, слушај вамо. Мора да најдеш начин да не одветеш дома. Лука мора да стигне на училиште пред аудицијата да заврши. Ела, знаеш дека не можеме да одиме додека супер книгата не врати. Но мора да има некој начин што до сега не сме го пробале. Гиз, важно е. Па, ви можеле да пробаме со Ејнштајновата теорија на релативитет. Навистина? Ако се движам побрзо од брзината на светлината, би требало да се придвижам напред во времето. Твојот пријател е малку чуден. О, ти се уште ништо не си видел. Логорот на израелците е таму долу. Може ли да се замаскира? Не ми треба да се преправам. Јас сум горд на тоа што сум. Ако одиш таму долу во твојот оклоп, ќе те натера да се бориш. Да се борам? Зошто? Јас сум само овчарче. Сладко. Страшливец. Што беше тоа?
Слушнете ме, вие израелски мравки. Пратете го вашиот најдобар јунак. Ако победи во борба 1-1, ние и нашите богови ќе ви се предадеме вам и на вашиот бог. Не изгледаш толку опасно. Ќе те средам со само една рака. Вие мислевте дека ќе се борите против мене? Сакам да кажам со Голијат, джинот од Гет. Поклонете ми се, Израелци! Сега веќе ништо не може да ве спаси! Вашиот Господ не може да стори ништо за вас! Давид, не! Што е со сите вас? Зошто никој не сака да се бори со него? Зарем војската на нашиот бог не може да победи еден човек? Што мислиш дека правиш тука, братче? Елијав, Не можеш да ни помогнеш тука. Грижи се за овците. што направив? Само прашав. Оди си! Ова не е место за деца. Елијав, зарем војската не знае зошто се тука? Нели се само тоа зборови? Ако никој од нив не сака да се бори со джинот, тогаш јас, Што? Давид, не мора да го правиш ова. мене Господ ме избра, тогаш јас и сега е дојдено моето време. Нашите војски се парализирани. Тие ќе го пратат нивниот најсилен војник и ние ќе го пратиме нашиот. Тој што ќе добие битката, ќе добие војната. Зар нема некој од нашите што сака да се бори со нивниот војник? Господару, дојде еден што сака да го предизвика филистејскиот джин. И тој самиот е джин. Меѓу овците. Давид, овчарчето. Сега не е време за мајтапење. Одведете го момчето. Господару, јас не се плашам од ниту еден филистеец. Што може да стори едно дете? Што се може да не направи едно дете кога чекори со Бога? Господару, Господ кој ми избави од лавовите канџи и од мечкините шепи, тој ми даде сила да ги победам. Тој истиот ќе ми избави и од рацете на тој филистеец. Сам ќе се бориш? Не. Господ ќе биде со мене. Како што сакаш. Тоа е лудост. Како може едно дете да се бори? Доста. Ќе биде како што јас велам. Утре ќе се соочиш со Голијат на бојното поле. Давид, Господ да ти е на помош. Ова е прилично кул. Ти свириш ли? Порано свирев. Зошто престана? Па, никој не би го сакал тоа. Па добро, за кого свириш ти? За други луѓе? Јас свирам за оној што ми ја даде вештината. Јас свирам за Господа. Посакувам сега да имам мојата гитара. Фала, Гиз. Супер! Ова е тоа. Свириш како да те допрал Творецот лично. Фала, и ти исто. А ако тој ти е дал таа дарба, Лука, зарем не треба да го употребиш за да го славиш? Па, веројатно, да.
Давид, ако сите други мислат дека не можеш да го победиш Голијат, зошто си толку сигурен дека можеш? Во срцето знам дека Господ е со мене. Ке ми даде сила тогаш кога најмногу ќе ми треба. Тоа е како музика. Ако го користиш дарот што ти го дал, никогаш не треба да се плашиш да свириш. Значи, ако Господ ти ја дава способноста, тогаш големината на джинот или големината на публиката не е важна? Мислам дека свати. Не можам да одам со ова. Не можам да носам оклоп. Добро. Тогаш барем земи го мојот штит. Господ, тој ќе биде мојот штит. Изгледа многу осамено таму надвор. О, не е сам. Значи, дали денес има некој што ќе биде против Голијат? Пријавете се кај мене. Јас ке се борам. Извини, ти си многу мал. Абраман, луѓе, јас барам воин, а вие ми го праќате овој овде. Зарем се плашиш од најмалиот од Израел? Па тогаш добро. Голијат, појадокот е послужен. Мојот брат оди во сигурна смрт. Може би требало да... Денес, Голијат, Господ ќе те предаде во мојата рака. Наскоро телата на твојата војска ќе станат храна на небесните птици. Заради овие зборови дете ќе те раскинам. Потоа ќе ти ги сомелам коските во прав. Застани мирно за да те убијам. Не, оваа битка му припаѓа на Господа. Денеска нема да ме убиеш. Ама сепак ќе умреш. Ти доаѓаш против мене со меч и со штит, а јас одам против тебе во името на Господа на силите. Бог е слаб. Мојот Бог не е слаб. Сите велеа дека нема да успеа. Тој успеа со Божја помош. Лука, се случува! Одиме назад! Го мразам моите
Дали сме таму кај што мислам? О, аудицијата заврши. За кого свириш? Јас свирам за Господа. Значи, ако Господ ти ја дава способноста, тогаш големината на джинот или големината на публиката не е важна? Гизмо, мојата гитара. Ајде, Лука, покажи се. Што па ти сакаш сега? О, друштво, ми се скина жицата пред малку и всушност бев многу нервозен. И па сакам да кажам дека би сакал да пробам уште еднаш со аудицијата. Нема шанси. Добре дојде во бендот.